Во далечната 1996 година во Скопје беше организиран спектакл со светската џез звезда Рей Чарлс. Во Македонија тој дојде само еднаш и одработи концерт кој беше договаран речиси 2 години, а за него се зборуваше и најмалку 2 години потоа. Меѓутоа, малкумина знаат дека за својот настап Рей Чарлс лично организирал своја соло делница да има и штипскиот саксофонист Гоце Мицанов. Како се случи тој голем настап и какво беше чувството Рей Чарлс да побара настап со Гоце? Сеќавам се, сигурно не може да заборавам. Тоа негде 96 година беше ноември, 26 ноември, датата. Оливер Белопетър, директорот на џез фестивал Скопје, повикаме да свирам со Рей Чарлс. Тој беше со своја група и со свој диригент, американци, и беа тука исто членови од филхармонија, годачкиот дел. Они свиреа и беа исто џез повикани џез музичари од други саксофонисти и други, што имаше потреба во оркестарот. Меѓутоа јас имав две фантастични соло, импровизација. Едино, да кажем, само јас имав на две композиции, другото се тој се пееше, се соло. После концертот, наш менеджментот па и Рей Чарлс спомна дека имало две фантастични сола. Значи, од искусен џез музичара, тоа беа солата на Гоце Мицанов. Сепак, и пред овој голем настап, Мицанов веќе имаше голема репутација. За настапи него го бараа низ целиот Балкан. Каде се настапуваше во тој период? Јаца, голема е историјата моја, да речеме, во концертната дејност на џез музика. Уште млад, уште како 22 години свирев Нови Сад, Дани џез во Ново Саду. 82-83 свирев со Бошко Петрович, покојни и легендарен вибрафониста во Загреб, на џез саем. Па свирев 84 година на Белградски џез фестивал со две групи, едната беше од Бања Лука, ме повикаа како гостинги, како саксофониста, и истата година наставив со како квартет од Скопје, Пасквелија групата, џез фестивал во склопот на џез фестивал. Во еден период, врвниот саксофонист од Штип настапуваше и со Леписол. Кој е искуството и како дојде до таа соработка? Да, тоа случајно, нели, Владко беше тука војска, неколку пати свиревме, се запознавме тука во младечки дом кај Бошко и правеше некои джем сејшени, кај што ние исто настапувавме како јак со некои музичари од Штип, Мите Донев, Злате Сарев, и тој виде дека се работи за квалитет, нели, на саксофонот. И после војската, па ја отидов војска. Па кога се вратив, ме повика да снимаме и така почна таа заработка, снимање цел месец, тамо 200 сати во М2 телевизија Скопје, тогашна. И се снимаше обично навечер од 10 до Сабајле, и така излезе тој легендарен албум Као Какао. Легендарна е твојата делница на Чувам ночот будник. Да, тоа е незаменливо соло, по мене. За сето ова време пред 2000-та и по неа, Мицанов е на врвот од својата кариера. Создава музика која стигна секаде низ Балканот и светот. Јас снимав меѓувремено овие години многу добро CD, пред 4 години од Дејан Георгиев од Делчио, Дзене, многу добар албум, можем да го покажам. Значи, соработка и со помлади музичари, и снимав сега скоро, баш пред некој месец снимав за еден наш млад пејач.
Панче Касапски, кој снимаше CD, и си јавно свирам фактички со целиот материјал на клавир и саксофон. И тоа многу добро е, треба скоро да се појави во најбрзо време. Освен джез музиката, во еден период тој се сврте и кон поп и рок нотите. Настапи и на популарниот Макфест. Тоа беше моја, како да кажем, некоја споредна работа, што може би не требаше ни да се бавтам со тие работи, ради тоа што ипак јас сум, моето место било во джез музиката, не во таа музика, мислам. Ја направив многу и таму, нели, као што е незаборавно солото на Треќи Манев, Косаме. Музиката за најдобриот македонски саксофонист е љубов, работа, обсесија, а и начин на живот. Клавирот ми е на мене спореден инструмент, бидејќи го многу сакам, ради тоа што клавирот е инструмент најдобар за мене, а и подобар и од саксофонот, речи, тука има друга математика, друга работа. Значи, многу овозможува да се искажеш како музичар. И сум задоволен што свирам клавир, а саксофон свирам од 12 години, почнав во Куд Македонка, тука во Штип. И сега сум, како што знаете, професор на науката за джез. Дали Гоце Мицанов е задоволен од она што го постигна и, например, дали му е сеедно што, например, не заврши во Америка или некоја друга земја? Па криво ми е, да ти кажам, искрено. Имав многу шанси на многу места. В Швајцарија бев цела година, имав многу пријатели, ме тера да останам, јас се вратив тука за да останам професор, да видам. И тоа ми е малку глупо, што се вратив, мислам. Целиот свој талент, искуство, знаење и потреба од музика тој ги заокружува со настипи на едно место и на една иста сцена. Повеќе од 25 години е заштитно име на еден од хотелите во Гевгелија. На кој начин го исполнуваа овие настапи? Тоа беше убаво, ама и малку да кажем досадно, 25 години да бидеш на некоја сцена, свиреш добра музика, али не си у јавност. Значи, тоа е, мислам, за мене промеж во животот тие 25 години. Не требало да свирам, требало да свирам по Европа, да си имам свој бенд, а не тамо да свирам. Во останатото време, големиот саксофонист е професор на Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и на располагање се става се што е во врска со неговото знаење. Па се надевам дека ќе има и има. Имам до сега, за вие 39 години колку работам како професор и в средна школа и како професор на универзитетот, имало и многу добри студенти и ученици у средна школа. Би ги напомнал сега баш некои драги мои ученици, сега и колеги, Кире Кузманов, Горан Кавраков. Може би некој ќе забравам сега, повеќе се сеќавам на вие што почесто ги гледам во Штип. Иначе имам студенти од Србија, сега е на постдипломски кај мене, од Ниш. Имам студент од Врање, сега моментално е на Брод Цивили, сега баш ми се јави Сабајле, пишува, дека у Барцелона сум професоре. Ке слушам, ти беше му пратил некои снимки да слуша. Дали воопшто Гоце размислува еден ден можеби да се пензионира и да се раздели од музиката? Тоа сигурно ќе се случи, не? Животот е краток. Мојот живот е тежок бил, мислам, не спани ноќи, вежбање по 10 сати, тоа е се мачно, тоа е се у главата удара и доваѓа до проблеми здравствени, нормално. Значи, се со време си млад, може да свира. Јас сум свирал по 4 сата, нон-стоп. Нон-стоп, 4 сата сум бил сега. Тоа не може да го правам, нормално. Сега повеќе се преориентирам на клавири како инструмент, што не тражи неридување, малку по-релаксирано. Гоце Мицанов е роден во Штип 1958 година. Првите часови по саксофон ги добил од неговиот татко, а подоцна завршил средно и музичка академија. Своевремено ги поминал сите критериуми, а и на академијата во Грац, а специализираше и во Софија. Живее во Штип. Со музика почнав да се бавам уште во најмладите години, така уште во 7 делење почнав
кај мојот учител Киро Стоев да се бавам. Иначе музиката на мене ми е една избрана како една професионална гранка што морам и вечето со неја да се бавам.